Добро вечер, драги гледачи. Најпрвим би сакала да ви го честитам денешниот празник Свети Никола и на сите тие што го слават, да им посакам убава и среќна слава. Мојот вечерашен гостин е Зоран, со кого практично се знаеме од многу одамна, кој работи на проекти и би сакала да се представиш на гледачите. Да, фала ти Гордана што ме повика. Навистина драго ми е што претпоставам вечера кога многу луѓе слават Свети Никола, претпоставам ова ќе биде поише можда за дел од нив да гледаат одложена оваа тема. Иначе се знаеме некаде таму кон крајот на па не кон крајот уствари, некаде после 90-та година. Од прилика 95-та, 96-та година. Јас како ова го кажам многу често кога ги почнам мои обуки што се за правење на проекти, за подготовка на проекти, како почнав уствари. Бев соработник на Млад борец, пишував во еден подлисток за животна средина, се викаше Зелен ветер. Мишо Китановски ми беше уредник, во рамките на Млад борец излегуваше и ме прати да пишувам за пештирите во Матка. Немав поим во тоа време дека има пештири и така се запознав со пеони. Го направив тој напис за пештирата Врело, па во Крштална, нели го поминав крштавањето и бевме горе во Убава пештери и за тие три направив на две страни, онака на централно место. Беше фантастично дочекано и onda некако после почна да ме праќаат, јас веќе ги интензивирав контактите во тоа време, беа мислам дека најактивни. Имаше поише спелошки друштва, али они беа дефинитивно најактивни, така да отидовме, пишува за пештирите во Поречие, значи за оној дел кој што е во Слатино, па потоа горе кај Белица, и некако ги фатив сите, негде 4-5 приложенија, мислам дека излегува, на месец дена излегуваше Млад борец. И морам да во тоа време сушто се видовме со сите ние да речеме акции кои што ги правеа и некако тогаш и за прв пат почнам да го размислувам тој концепт за потенцијал на пештерите, пошто мој дел беше заштита на пештери, имавме уште тогаш проекти. Првиот проект мој во живот што ги имам добиено беше од регионалниот еколошки центар за заштита на животна средина, баш да се оценат оштетувањата и состојбите со пештерите и всушност тоа ми беше некаков прозор, би рекол, во тоа време, мислам дека е 96-та година. Веќе 97 година почнавме иницијатива за законско регулирање на заштитата на пештерите и карстот. Така да некако од тогаш почнав да држам и обуки, знам дека организиравме обуки за лилјаците, за различни форми кои што постојат, значи сите оние критериуми кои што се потребни за да се заштити дадена пештера. Па се до некаде од 98 година почнав да работам за USAID, имаше програма за грантови кон невладени, кон здруженија и всушност од тогаш некако влегов повеќе во таа тема. Иначе кога станува збор за областа на туризмот, во неколку точки во мојата кариера сме поддржувале многу организации, првенствено здруженија кои што работат. Сме поддржувале општини кои што имале во рамките на своите ингеренции создавање на услови за развој на локален туризам. И самите, значи, водев фондација локална во периодот од 2004 до 2014 година. И всушност негде околу 5-6 години заедно со регионот Долна Нормандија бевме одговорни за тој дел на алтернативни форми на туризам и развој на туризмот. Соработувавме со КН, но поточно соработувавме прво со едно здружение кое што се бавеше со обука на разноразни профили на луѓе кои што беа во туристичката индустрија. А потоа па соработувавме со една територија, они така во нивната поделба на локално ниво имаат територија која што токму беше одговорна за развој на туризмот во втората точка по посетеност во Франција, тоа е Мон Сен Мишел, едно прекрасно место. Целата таа територија која што всушност беше организирана на база за развој на туризмот. И морам да ви кажам дека
во тоа време некако и ги видов и ги согледав кои се локалните и па дури и регионални стратегии за развој на туризмот. Што се они правеа, например, за видите, ако Париз им е точката во Франција кој што најмногу има туристи, а Мон Сен Мишел е едина точка во целиот тој регион, каде што има са неколку милиони, ова не сум со бројки, не се спремив со бројки да дојдам, али знам дека беа втори по посетено, значи што е огромни, милиони луѓе. И онда сега таму кај проблемот беше како од Мон Сен Мишел да го, што е нели познат остров кој што преку ден е еднаш остров, па со полекување на вода станува прво станува остров, а после и полуостров. И мислам едно нестварно место, не случајно беше и дури во некои од филмови сликано. Како да ги одвлечат всушност, да ги привлечат туристите на други точки. И морам да признам дека таму и го видов потенцијалот. Ние сакавме и кога се бавев со пештери, отприлика размислувавме како, например, регионот на Поречието да го прогласиме. Во тоа време и беше идеја за некаков спелеолошки парк. Видите, на вистина изобилува со пештери. И на вистина е убав дел на Македонија. Мислам дека една од, по многу што Поречието е специфичен. И воопшто кога зборуваме за туризмот, ние не зборуваме, значи зборуваме за повеќе дејности кои што и сектори кои што всушност се претплетуваат за да се направи една дестинација атрактивна. И така да кога зборуваме за развој на туризмот, значи зборуваме за развој на економијата, бидејќи туристите оставаат пари, зборуваме за развој на вештините или пак за вработувањата, значи едноставно повеќе сектори или повеќе области во бизнисот се засегнати. Дали е храна, дали е угостителство, дали е сместување, дали е транспорт, дали сувенири. Така да, навистина, кога, и тоа е на стара идеја, значи морам да кажам дека согледувајќи ги потенцијалите на Поречието, мимо тоа што е едно од тие зачувани места надомак на Скопје, али генерално навистина би било убаво да се третира. Ние дури тогаш знам дека носевме една екипа на новинари од различни медиуми за да се запознаат со убавините на Поречието, на пештерите, на овакво другите делови, така да мислам, впрочем, не е само Поречието, многу области во Македонија седат како такви островца кои што за жал не се премногу населени, а природата и се она кое што е карактеристика на тој простор може да се искористи. Така да ние се до сега, ова моја последна во последни 8,5 години, всушност водам консалтинг, кој што сега Проефектино, кои што всушност сме специализирани за изработка на проекти, првенствено од странски донатори, значи тоа е програмите на Европска унија, но исто така и програмите на другите билатерални донатори, значи збориме за USA, збориме за СИДА, збориме за Швајцарска агенција за развој, зборуваме за различни други меѓународни организации, па дури и домашни овакво донаторски организации кои што се присутни. Едноставно, формата наречена финансирање на проекти, веќе, ако некаде таму крајот на оној век и почетокот на овој новиот, беше воглавном поврзувано со невладени организации, со здруженија, со фондации. Веќе некаде од почетокот на векот се направи многу кон финансирање на прво локалната самоуправа, а потоа веќе како што се зголемуваше финансирањето од страна на Европска унија и се повеќе и државните органи, за да некаде во последните 10 години веќе имаме сериозно поместување кон давање на неповратна финансиска поддршка кон бизнис секторот. Нешто што да речеме пред 10-15 години беше скоро и не постои. Знаете како, дури и сега ако зборуваме, кога зборуваме за сериозни инвестиции во бизнис секторот, во главном тоа е банкарскиот сектор или пак други форми на инвестиции, приватни инвеститори или пак удели или пак се онако што постои како
како форма, но особено во делот на иновациите, особено во делот на оние стратешки сектори кои што, да речеме, со оние неколку кризи глобални економски кои што се случија, да едноставно државите сватија дека понекогаш инвестирање во иновативни продукти, во нови технологии, зборам за бизнис секторот, и те како може да врати вредност повторно, значи и во делот на тоа како приходуваат или работат бизнисите, но исто така и со тоа и самата држава всушност да започне нов циклус. И морам да признаам дека бидејќи ги работиме овие програми на Европска унија, морам да признам дека дури и во туризмот, бидејќи има сериозен фокус кон развојот на проекти за финансирање на туризмот, на вистина иновациите, особено да речеме дигиталните трансформации, уопшто техничко-технолошките иновации и еколошкиот момент, значи аспектот на одржливост е малтене се присутен. Така да се она кое што всушност мислам дека тоа е и глобален тренд, не е само Европска унија, да едноставно секаде каде што се финансира, секаде каде што се поддржува, едноставно не е само да се направи дестинацијата, некаква дестинација да се промовира, да се обучат главните засегнати страни кои што ќе го даваат туристичкиот продукт, туку сето тоа да се направи на начин кој што најмалце ќе оштети природата, кој што всушност тој ресурс кој што го имаме, што го експлоатираме за туризам да остане за идните генерации, нешто што ние го гледаме во примерот на целата политика што е поврзана со развојот на Охридското езеро. И Охрид, значи како УНЕСКО сајт, како точка која што за жал поради сите оној бизнис економскиот дел што го имаме во туризмот, каде што всушност во основа имавме нели некакви други желби да се бетонира и да се направи дел на да се заобиколи желбата за апсолутно всушност тоа значи дека ние ќе го загубиме. Значи не само тоа што ќе биде заштитено од ЮНЕСКО, туку едноставно сето тоа таа марка пак ќе носи туристи. Јас летоска бев во Шибеник на одмор. Никад не сум бил. Јас се изненадив дека Шибеник има две места во градот Шибеник и околината со кои што се прогласени и заштитени со ЮНЕСКО. И тоа они го експлоатираат и текако. Не можете да најдете во свет други такви места кои што имаат веќе со едно, како што ние го имаме Охрид, веќе е фантастична причина за магнет за туристите да видат зашто ЮНЕСКО го заштитил. Јас имам еден пример кој морам да го кажам и стално го повторувам. Имаме еден прекрасен објект, тоа е аквадуктот кај Скопје, кој во сите веб страни, сите туристички понуди, сите реклами ќе го најдете, а таму едноставно не е да отидеш, а еден од 3 аквадукти е на Балканот. И ние не најдовме начин да тоа го санираме, да тоа биде едно, не е само да се санира, да има водич кој ќе раскаже за него, да има да се купи сувенир, да седне да се напие кафе или сок. Не знаеме да го користиме тоа и мислам дека поентата на сите овие наши разговори е дека не сме доволно свесни колку е туризмот бизнис и колку од него може да се профитира. Мислам дека има луѓе кои што се свесни. Во оној момент кој ќе почнат парите да доаѓаат, нели, од тоа што е инвестирано, мислам дека Охрид више е доста разиграна бизнис приказна. Но за жал правилата на игра како што се поставени во основа, мислам, гледаме дивоградби, гледаме луѓе кои што сакаат да имаат баш на места кај што не смее ни да има оваков објект они градат. Така да Еве денеска читав дека не знаеме да си ги зачуваме. Кај што се трските земјиштето сакаат да го узурпираат и да се прави. Тоа више се узурпира уназад години. Јас се сеќавам, морам да признам, ова е една мала, ајде ќе кажам анекдота, во програмата на USAID во која што работев во 98-ма,
некаде до кај 2000 година таа програма, програма на ЮНИСЕФ кој што финансираше здруженија, се викаше програма за демократска соработа. И беше ексклузивна фокусирана на поддршка на еколошки теми. И разни еколошки друштва се јавуваа. И ние сакавме всушност, мислам, отприлика тактиката секаде кај што влегува USAID, влезе и у Кина пред десетици години, влегува со тема која што е од интерес на сите. Тоа е животната средина. И исто се случи во Македонија. Они беа, значи таа програма беше негде од 95-та, че некаде до 99-2000 година беше еколошка. И нас ни доаѓа проект од едно друштво, се викаше Енхалон од Струга. Не знам дали, претпоставам беше стар господин кој што го водеше, не е ни битно, и нас ни доставува проект за да се заштити овакво, да им дадеме пари, и дававме мали грантови, значи негде до 5.000, 7.000 долари. Мислам, не беа нешто вау, да кажете големи, али во основа беше тоа, да се развие свеста, информативни кампањи, учество на јавност, како да се провоцира всушност одговорот на граѓаните за да всушност општината, државата заштити даден дел. И ни доаѓа нас проект во кој што за жал по однос на тоа што ние го финансиравме, не можевме да му одговориме. Тоа беше таа организација ни предложи да ставиме жица од Охрид до Калиште, се извинам, од Струга, кај што почнува трската, до Калиште да го заштитиме, и мислам во основа ние се сретавме со таа организација, за жал рековме се извинуваме, но вашата идеја е фантастично добра, но ние не финансиравме тој тип на едноставно. И тогаш председател, не знам како се викаше, беше онака разочаран, па вие што сакате, па ако не финансирате, ова ќе биде вистински начин. Знаете како? Гледајќи што се случува, колку се девастира трската. Мене многу пати до сега ми има дојдено на ум тоа што тоест тоа здружение го бараше во тоа време. Не дека можеби ако ние го финансиравме и тоа се заштиташе со жица тогаш, дека таа жица немаше да се уништи, бидејќи таа урбана мафија руши, пак таму се палеа, се создаваат услови за да се градат. Но на вистина едноставно имаше право. Тоа здружение и тој председател и таа екипа што беше таму имаа право дека ние уште тогаш требаше да буквално со физичка заштита да оградиме, да заштитуваме, затоа што очигледно гледаме што се случува. Дека нема доволно свест. Тоа е хабитат на многу птици и многу и целиот тој сегмент на процес на обнова на езерото всушност се случува во тие трски. Така да има уште една приказна која за жал не успешна. Тоа е патот на јагулата. Да, тоа е. Тука не успеавме да направиме и тоа е страшно. Како инвестиција, како држава едноставно. Кажи ми искуството, тоа е со проектите кои се направени, како тие после, од која ќе заврши проектот, функционираат сами од себе и дали тоа го пратите? Да, знаете како, морам да признаам дека во тој дел, она што се финансира во последни години, се прати од самите донаторски програми. Значи, они имаат обврска. Речеме, прво да видиме, сакам само да ви обяснам кои се проектите за да отплика да знаеме за што зборуваме. Речеме, Европската унија во Македонија имаше еден голем проект, мислам дека ние тогаш работевме на нешто што на крај него аплициравме. Беше програма за се викаше ЛРЦП, Local Regional Competitiveness Project, ама се трошеше збор негде околу 21 милион евра, од кои што 18-19 беа на Европска унија, другите беа на Македонија. Во делот на каде што се финансираа здруженија во еден сегмент, се финансираа општини во друг сегмент, се финансира исто така и фирми или индивидуални овакво туристички провајдери. Морам да кажам, морам да признаам дека во тој дел, таму каде што се финансира инфраструктурни проекти, значи таму каде што општини се финансира, проектите може да се видат до ден денеска се функционални. Таму каде што се финансира реновирања, имаше доста, мислам, каде што некој, например, има 4-5 апартмани, па да го изреновира, да подобри. Значи, едноставно тоа се става во функција и мислам дека дури и во делот на бизнис секторот што тие постојат, тие се експлоатираат. Да бидам искрен, не сум сигурен што се случува со тој тип на проекти што ги правеа невладините.
Значи, не зборам дека апсолутно здруженијата се потребни во било која област. Но, за жал, начинот на кој што се финансираат, начинот на кој што се поставуваат работите. Кај нас ние сме држава која што многу знаеме да правиме информативни кампањи, промотивни, но едноставно таа промоција или пак тие информативни кампањи као да имаат цел сама за себе. За жал не се решаваат реални проблеми. Јас се сеќавам да речеме за начин, знаете како, ако било која кампања која што се финансира, да промовирате некаква област, да заштитите некаква област, да ако не резултира кон одговор од страна на локални власти или пак министерства да заштитат, да обезбедат фонд, да решат проблем, џабе вие ако вие се застапувате, ме разбирате? Имам такво чувство дека особено во овој тип на проекти, каде што најчесто се за невладините се оставаат мали проекти, бидејќи тоа се за информирање, од нас информирање, но вие кога ќе ги споите 10 проекти кои што вие можете понекад да финансирате еден поголем проект у кој што ќе имате конкретни резултати. Ја не велам дека не е важно да се информира, но едноставно некако као да однапред им се дава на невладините организации недоволно или пак пристапот од кој што се бара од нив е осуден на неуспех. Ја што ќе речам, ако не се промени политика, ако не се донесе некаква одлука на ниво на тие кои што располагаат со или пак тие што се одговорни за нешто, џабе вие се. И некако зборам за ЛРЦП. Имаше да речеме во рамките на ИПАРТ програмата, каде што исто имаме програма за инвестиции во делот на туризмот, значи тоа е таа мерка 7 позната, до пред некој месец нели имаше доста проекти, меѓу другото сега се разгледува, ќе видиме што ќе се финансира. Таму се финансираат дали се индивидуи кои што имаат нешто да реновираат, да направат, да изградат или пак компании. Значи таму додека не се докаже дека вие сте го направиле тоа, едноставно проектот не ви го затвараат. Значи мора да се помине низ еден релативно, за мене исто така е дури претерана контрола, али од друга страна па тоа е начинот како да се обезбеди дека парите се навистина наменети за тоа што треба. Мислам дека доста проекти се работени за развој на руралниот туризам. Јас мој впечаток е дека тој рурален туризам е далеко од нешто што навистина може и треба да функционира, бидејќи имаме добри услови, имаме убави села, имаме храна која има само тука и никаде на друго место. Имаме луѓе кои треба да сватат дека со таков начин на работа може да останат тука и да живеат од тоа. И едноставно сметам дека тоа нешто што како мали проекти се направени, се замрени и малтане ние немаме од руралниот туризам некој голем развиток кој може да функционира. Знаете како, ова е можеби став мој и твој, знаеш, али во основа за да тврдиме нешто мораме да имаме сериозна, мислам, оценка која што уствари ќе каже што е како е. Мислам дека тоа е проблем. Кај нас многу често тие програми кои што се мониторираат додека има пари. Али не се прави оценка, да речеме, година дена после тоа, 5 години после тоа, за да се види навистина влијанието. Јас, да речеме, сум фасциниран и тоа највише од дел на тоа е ИПАРТ, до најголемиот дел се приватни инвестиции. Например, Беровско езеро, еден фантастичен пример како може највише преку приватна инвестиција да се поентира и мислам дека они прават фантастични. Има пар, сам сигурно десетина такви места каде што едноставно кога вие имате некој кој што ќе види шансата, нели ќе препознае шансата, или пак предприемачки ќе реагира дека ова може да биде добар бизнис. Тоа е тоа што треба да се финансира. Зашто кај нас тоа не се финансира? Кај нас многу често кога вие знаете дека има таму некоја програма за финансирање, многу често застануваат во линија и тие што се опортунисти, па ја ги видиме париве да ги искористиме, и кај нас за жал тоа е многу често така, мислам или пак така се мисли. Ја не верувам дека било која програма што се финансира дека не подлежи на контрола, али најчесто кога луѓе ќе слушнат 50.000, 30.000 евра, 100.000 евра, 200.000 евра,
најчесто почнува да им работи мозлучето дека ајде да видиме како можеме да ги искористиме за нешто друго. Верувате дека парите кои што се даваат преку Европска унија, што се даваат преку другите донатори, секој сака, ама буквално до цент, до последен денар, да бидејќи доаѓаат од нивните даночни овакви обврзници за да ја развијат Македонија, да ги развијат државите како што се, верувате дека тие подлежат на контрола. И не случајно, многу се радувам, од друга страна е тажно дека во Македонија конкретно ОЛАФ, тоа е агенцијата за каде што може да пријавите злоупотреби на европски пари. Во Македонија има најмногу работа, ама тоа значи дека и луѓето се свесни дека меѓу другото со еден таков пристап, дека лако чемо, ќе ги поминеме ние процедурите, дека всушност во основа е многу јасно кога вас ви даваат пари. Првенствено тој што ги дава парите треба да има начин како да препознае тој што ги бара или тие што ги бараат да ги оценат колку се сериозни. Значи велам, било кој може, еве, ние доста правиме проекти, пишуваме за фирми многу. Јас секогаш што им го прво нешто што им го поставам или многу често им го поставам на моите клиенти. Велам, ако вие ги давате парите, кажете ми кој ќе ви биде планот. Знаете зашто? За да видам дали они се сериозни во тоа кое што го имаат. Затоа што ако некој навистина сака да добие финансиски средства, тоест дали он сам би инвестирал. Ако некој сам дава негови пари, ви гарантирам дека 5 пати ќе измери додека или пак ќе оцени за да излезе проект кој што е такви проекти. Значи проблемот е велам не е толку во тие што можеби се дрзнале да злоупотребуваат. Проблемот е во тие кои што ги даваат парите, бидејќи мислат дека давањето пари преку грантови е лесна работа. Имам голема критика кај колеги кои што, бидејќи јас сум ја работел таа 10-15 години. Цело живот. Малтене пола моја кариера е во такви на крајшта имам магистарски токму од таа област од Лондон метрополитен во делот на развојни донаторски практики, кои што луѓе сметаат дека ако е еден одговорен за 50 проекти што ги финансира во своето портфолио грант програма, дека тоа е лесно. Апсолутно треба, особено Македонија сега има еден многу за мене фрапантен тренд. Има една програма која што финансира здруженија преку грантови кои што се нарекуваат ваучер грантови. Нова програма е на Европска унија од минатата година, финансира прилика организации кои што можеби се нови или организации кои што порано биле активни па сега се обидуваат повторно, значи 20 на 30 организации. Таа организација, тој фонд на Европска унија во главном вели еве ви листа на хотели, ако организирате тоа, листа на хотели, одберете, вие треба да снимате јавна набавка, да одберете кој е и понатаму малтене, а на крај ние плаќаме за вас. Знаете како? Кога вие почнувате тие ваучер грантови, значи малтене организацијата ако добие пари за некој хонорар на тие што се координатори, во главном не им даваат пари на организациите. Самата програма ги менаџира програми. Некои сметаат дека тоа е многу паметно. Јас сметам дека е еден индикатор кој што апсолутно покажува до кај сме отидени доле како капацитет, како доверба во кај нас и кон институциите нема више доверба, но особено да речеме кон здруженијата. Тоа значи дека кога некој влегува да речеме на нова територија, тогаш најчесто се тие ваучер грантови, бидејќи навистина додека не се зајакне. Али потоа кога вие ќе имате персонал, ќе имате проекти, ќе имате апсолутно вие значи имате и одговорност да работите како што треба. За жал, велам, кај нас удри по немој помагарето, удри по самород, најдоа таква програма да има за невладини организации, за релативно малечки грантови, и слушам дека се многу горди зборам таа програма која што е, што сметам дека е многу погрешно, затоа што знаете кога вие аплицирате, вие треба пред донаторот да покажете дека вие сте менаџирале проекти. Ќе докажете дека сте менаџирале проекти ако вие во вашиот влез, во вашите финансиски извештаи има дека вие сте менаџирале проекти од 50, 30, 20 илјади евра,
за да покажете дека вие сте способни тие пари да ги менеджирате. Не може некој кој што сега се создал или пак завртел 1000 евра на сметка во текот на годината да бара проект од 50.000. Не може. Едноставно не функционира така. Но ако еден донатор го примени ваучер системот, значи ова што ја го објаснив, тоа значи дека тие организации реализираат, се утепуваат административно. Тоа е бирократија тешка, а на крај пак не гледаат пари. Да поминат тие пари барем на сметка за да кажат дека тие имале 25.000 проект финансиран од Европска унија, што да речеме е едно ми се чини едно друго забегување. Верувајте, ние сме имале, зборам, програмата на USAID, која што работев негде 15 вработени, финансиравме преку 350 проекти. Од тие 350 проекти, ние кај секого од нив одевме еден од програма, еден од финансии, нешто као мини ревизии. Не се тоа за да бркаш, туку едноставно, понекогаш дававме... И да имате увид во тоа. Имаме увид, но исто така имаме и можност да даваме совети. И верувате дека од тие 350 проекти, ние само 7-8 проекти имавме затворено. Ги фативме во некои работи што не треба да ги имаат и апсолутно административно им го затвораш проектот, тие би се на црна листа, више не добиваат пари ни кај вас, ни кај другите донатори, бидејќи ги информираш и другите донатори. Но во основа да малтретираш еден куп организации, зашто? Затоа што организациите нешто злоупотребувале, па направи капацитет да ги контролираш организациите и да им помогнеш во тоа да ги... Знаете, тоа е капацитет. Кога вас ќе ви дадат пари, да ги искористите прво за тоа за кој што сте рекле, но второ и да го терате проектот онака како што да биде треба функционален. За сето тоа на крај краишта донаторот да стекне доверба во вас. Вака е, имам недоверба кон вас, не ви давам пари, ама вие ќе се утепате од обврски и на крај јас ќе ви ги платам. Мислам, во основа многу погрешен развоен механизам. Да се вратиме ние на туризмот. Да се вратиме за финансирањето за туризмот. Јас направив една мала анализа, од која ме покани денеска, отплика од каде се може да се аплицира за грант. Иначе, ако оние кои што не слушаат сега или пак ќе не слушаат одложено, ќе може да отидат ние како Проефекти Ново, имаме Facebook страна која што се вика Грант Академија. Значи на Facebook, на социјалната мрежа Facebook, да истипкаат Грант Академија со кирилични букви, ќе ми излезе група. Таа група е затворена група, значи негде околу 2100 и кусур оние кои што сакаат да знаат за грант програми. Таму ние ги објавуваме разни програми, значи грантови каде што може да се аплицира. Јас често ги пренесувам на моите социјални. Да. И фала многу. И сега, значи таму јас веќе денеска во очи гостувањето во вашата телевизија, овакво веќе ставив неколку, али еве отприлика од каде се може да се добијат информации за во областа на туризмот. Значи прво постои нешто што Македонија стана дел во два механизми кои што се механизми за регионална соработка. Значи тоа е некакво група на 14 држави, се вика Евромед, во рамките на тоа е европска овакво Интерек. Тоа е агенција за која што овозможува соработка помеѓу различните региони на Европска унија. Значи буквално почнува од Португалија, Шпанија, дел на Франција, дел на Италија, преку сите овие балкански држави, Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Македонија, Бугарија. 14 држави се овакво значи од таму за да се аплицира, таму има една од компонентите е се финансира одржлив туризам. За да аплицирате, треба да имате минимум 5 држави, значи дали се тоа... Кои соработува? Значи мора да има заеднички проект од минимум 5 правни субјекти од 5 држави. Значи може да бидат универзитети, може да бидат општини, може да бидат здруженија, може да бидат, значи разноразни правни, може да бидат и министерства понекад или агенции соодветни кои што работат во областа на одржливиот туризам. Има повеќе 4-5 области. Една од тие области се одржлив туризам. Јас го гледав Евромед се вика. Евромед само што ги објави резултатите, уште ги немаат подпишано договорите, ама сега пред некоја недела ги објави резултатите, имаше повик порано оваа година. Во оваа фаза
не можев да видам дали има од Македонија, само имињата и кој е добитник, кој не е добитник, уште не може да се види која држава е, мислам, тоа ќе следи. Каде што некои десетина проекти се финансираа во делот на одржливиот туризам. Втор, исто таква регионална компонента е Адрион. Тоа е јадранско-јонска група на држави, у која што ние сме како нова програма од пред година-две. Тука се сушто сите кои што околу Јадранско-јонско море. Италија, Словенија, Хрватска, се до доле, се до Грција, Македонија, Србија. 10 држави, 5 се така наречени ИПА држави, овие кои што сме во процес на пристапување кон ЕУ, и уште 5 се од таму мора да има исто 5 држави за да се аплицира. Исто има фокус кон туризмот. Меѓу другото, мислам дека оваа година токму ќе има објава на Адрион. На 2 години ги објавуваат. Она што исто така имаме, веќе имаше еден повик Македонија-Бугарија, крос-бордер програмата, тоа е дел на ИПА. Тоа пакетот што Европска унија го дава кон Македонија, значи во период 21-27 е третата ИПА, трети инструмент за предпристапна помош, начин на кој што дава пари кон Македонија преку различни проекти. Веќе порано оваа година имаше нешто кое што, ако во претходната ИПА беше овој ЛРЦП што го спомнавме, за ексклузивно за туризмот за цела Македонија, сега имаше EU for Преспа, EU за Преспа. Порано годинава, некаде до август се аплицираше, веќе сега е некаква завршна фаза на тие проекти, имаше концепт фаза, сега се доставува, каде што меѓу другото имаше можност за разноразни здруженија да се јават во специфични проекти за развој на туристичка понуда. За тој, да речеме, микрорегион, кој што е допира со Албанија, допира со Грција. Крос-бордер програмите, значи тоа се програми за прекогранична соработка кај што може да соработуваат општини од оваа и од таа страна. Тука Македонија ги има со сите 5 држави. Обавезно има дел за развој на туризмот. Значи тука има уназад години, уште од ИПА 1, уште од 2007, реално крос-бордерите почнаа од 2008-2009, па до сега многу проекти се поврзани, значи каде што на ниво на општина во тие прекогранични меѓугранични региони може да се аплицираат и значи тоа се тие кои што се во рамки на регионални или пак наши ИПА инструменти. Сигурен сум дека до крајот на 2027 година кога завршува тој ИПА пакет, барем до сега беше EU for Преспа, али сигурен сум дека ќе има уште нешто поврзано со туризмот. Година за година се. Сега има нешто што се нарекуваат community програми. Тоа се програми 41 на број. Тоа се тие EU фондови. Значи едниве се овие ИПА национални, имаме регионални, но овие се community програми, чи програми во заедница на Европска унија 41 на број за тие кои што се земји членки. За ние кои што сме кандидатски држави, значи кои што одиме кон него, че некаде околу 12-тина, 13-тина се отвараат. Морам да признам дека конечно после толку години се отвори оваа година од која дојде новата министерка Каја Шукова во животна средина, LIFE програмата за животна средина се отвори, че тоа се неколку милиарди евра кои што се наменети за животна средина, вклучително и аспектот на одржлив туризам се опфаќа и тука може, веќе имаше една група на проекти порано година кои што може да се аплицира. Нова програма која што е од тие community програма е Digital Europe програмата. Digital Europe во делот на дигитализацијата во област на туризмот има, да речеме, два големи проекти кои што се сега во февруари. Значи, каде што создавање на датабази, значи како дигитални решенија во областа на туризмот, има два повика кои што се во февруари, значи така да компании кои што работат датабази. Значи, отприлика се например, зашто датабази? Кога ние на Booking се пријавуваме, ние влегуваме во некоја датабаза на Booking, нели? Така да се што е информација отприлика да се овозможи интероперабилност помеѓу државите, помеѓу секторите, значи така да меѓу другото и од тој аспект се таргетира туризмот. Тоа се новите. Сега, она кое што веќе го знаеме, јас објавив во рамките на Грант Академија, значи Facebook групата,
објавив еден повик што е доста голем, кој што е во рамките на се вика Single Market Program. Тоа е програма на единствениот пазар на Европска унија, поранешен Косме програма. Во рамките на Косме има многу убав повик, значи тежи некаде околу 8,5 милиони евра. Од тој пакет некаде се планира околу 4 проекти да се финансираат за поддршка на различни компании, мали и средни предпријатија кои што работат во областа на туризмот. Дали се хотели, дали се угостителски објекти, дали се во услужната дејност. Значи не е важно, битно е, значи некаде како му доаѓа 2 и кусур милиони може да се добие. Минимум 3 држави треба да учествуваат. Колку поише држави учествуваат, толку подобро. Значи правни субјекти кои што може да се јават, значи каде што Македонија е една од тие шестиот регионе. Поделена е Европа на 6 региони. Ние што не сме членки на ЕУ сме шести регион. Јас морам да те предупредам дека имаме уште 2,5. Се извинувам. Отприлика сите оние кои што сакаат, значи мислам дека е доволно. Има доволно можности за финансирање, само некој треба тоа да... Едноставно, начинот е да се пријават кај вас, вие правите обука околу тоа или пишувате проекти, така да апсолутно е еден убав повик на сите тие што мислат или имаат потреба да учествуват, да ја збогатат својата работа на некој начин. Убав повик. Токму сега имаме пријавување некаде до 27 месечини декември, е као рано пријавување, ни почнува се вика Грант Академија 3-месечна програма за обуки за правење на вакви проекти, за грантови, така да кој сака до 27 има фантастичен попуст, негде околу 35% од вкупната цена, после е поскапа. Почнува кај јануари. Во секој случај, значи, за сите оние кои сакаат да ја работата која на крај им носи бенефит, и немаат знаење или вие сте тука да помогнете и да помогнете во изработка на проекти. Мене ми беше многу драго што имавме можност да им представиме на гледачите дека има волја, има можност да се помогне и дека туризмот треба да биде дел од економијата на оваа држава, бидејќи навистина секојаш вела Македонија има услови за туризам и Македонија дури може да живее од туризмот. Точно, се согласувам. Благодарам многу. И на тебе исто.